Здраво на сите! Уште една приказна од Америка, македонска судбина, која што вреди да ја слушнете и секако, да можеби се пронајдете во неа, да најдете инспирација, да ви биде интересна, забавна и необична. И како што споменав, денешната приказна е навистина инспиративна и интересна. Станува збор за човек кој што живеел во Македонија, работел, ни доаѓа од Охрид, бил фитнес инструктор и бодибилдер. Денес се наоѓа во Америка. Животот му продолжува овде. Станува збор за Гоце Мојсовски. Гоце, добре дојде. Добре најдов и најпрво да ви се заблагодарам за поканата, да учествувам во твојот подкаст и искрено чест и задоволство ми е што ме покани. Драго ми е што си овде, драго ми е да ја слушнеме твојата животна приказна, во која што ќе ми раскажеш како едно дете од Охрид, кое што започнало со љубов кон фитнесот, доаѓа до бодибилдерство, настапува за репрезентација за Македонија, се бори, успева и денес си овде. Ја градиш твојата животна приказна овде во Америка и да почнеме од почеток, така? Да. Она што си денес немаше да бидеш да не беше она што беше во Македонија, односно твоите почетоци. Така е. Ни доаѓаш од Охрид, како што реков, охриѓанец, многу добро познат на охридската јавност. Да, доаѓам поточно од Подмоѓе, морам да си споменам дека не сум баш од Охрид. Доаѓам од Подмоѓе, ама израстев цело време во Охрид бев и моите почетоци почна во 2006 година, заедно со моето другарче кој веќе е починато пред 5 години почиња. Благодарение на него и станав ова што сум денес. Значи се почна преку него. Тој ми ја подаде раката и ме научи да вежбам и да се занимавам со овој спорт и така почнаа почетоците. 2006 стартував, па мојот прв натпревар беше 2008, од кој станав шампион на Македонија во средна категорија. И после како си течеше времето, секоја година нов натпревар, нови предизвици за себе и напредував. Супер. На, ево да кажам, 20 години бев 20 пати државен шампион во средна категорија. Браво. Имаше своја теретана во Охрид? Да, имав своја теретана и се уште имам. Фитформ се вика теретаната, се наоѓа во спортска сала Билјанин извори Охрид. И работи веќе 22 години. Ја основавме исто така со другарчето моје кој е починато, Иван Лошковски, вечера му е земјата и се почна од таму. Од таму почнаа почетоците како фитнес инструктор и како бодибилдер. Како започна љубовта кон бодибилдерството, затоа што е навистина еден така необичен, скап спорт, тежок, како психички, така и физички? Да, почетоците почнаа со тоа што почнав прво да работам во теретаната за него и љубовта се раѓаше секојдневно. Како што гледав други дека имаат резултати како вежбаат, така и мене ми дојде желбата да почнам да се надпреварувам и да направам нешто плюс од мене. Макотрпен спорт што бара многу откажување од се, дури и од секојдневниот живот. Се посветуваш максимално од утро до вечер само на тоа. Не сакаш да се дружиш многу со луѓето, пошто си нервозен, не јадеш, нонстоп си на режим на исхрана, нонстоп си на тренинзи, па и масажи за рекавери нормално. Али се издржуваш, ако имаш љубов према нешто, ќе издржиш се. На колку надпревари си бил вкупно во животов твој за бодибилдерство? Многу. Најпрво, како што споменав, 2008 бев прв на Македонија, па после 2009, 2010, 2011 заминав на Manhunt International во Норд Кореја, во Саут Кореја, извини, преку студиото Мики Црнокрак. Таму имаше Мистер Универзум. Исто таму се вратив со добар пласман, Мистер Popularity и Мистер Friendship. Потоа продолживме 2011-2012, имаше 2 светски првенства во Словенија,
2011 завршив со трето место, 2012 второ место светско земав и после следуваа повторно државни првенства по Арнолд Класик во Шпанија, во Романија, во Шведска, скоро цела Европа. Настапуваш и за репрезентација на Македонија, така? Да. Сребро, ако не се лажем, освоено? Сребро на светското првенство во Марибор во Словенија. Така. Доста успеси. Се гледаш себе си, одиш на надпревари. Ке го споменам Арнолд. Надпреварот. И гледаш многу спремни луѓе околу тебе. Која ти е мислата која што ти пролетува, онака си викаш, јас сум подобар од овие, можам подобро, ово изгледа подобро од мене. Каков ти е надпреварот самиот со себе, пред да излезеш на сцена и да покажеш? Па некогаш добро е да бидеш само критичен и да не мислиш дека си најдобар од сите, него чекаш судиите да го дадат последниот збор. Иако ќе споменам како во секој спорт, така и овде некоја се дешава да имат нефер судење, али тогаш не ти е толку битно. Битно ти е желбата за успех, да се качиш на таа бина. Мене ми беше животна желба да стапнам на таа сцена на Арнолд Класик, кај што се појави Арнолд Шварценегер, кај што бевме лично, се ракувавме и слично. И таа желба ми се исполна, да кажам. Не успеав да земам прво место, али бев шесто место. И тоа е доволно како доказ дека си добро спремен, зашто таму има многу такмичари и спремни сите до врв. Дури најнеспремниот такмичар е поспремен од било кој што не ни пробал да се такмичи. Не сега животна желба ми е Мистер Олимпија, не професионал, него аматер. Се надевам дека и таа желба ќе ми се исполни. Каде е Мистер Олимпија? Каде се учества? Оваа година е во Лас Вегас, 22 септември, ќе трае 22 и 23 и се надевам дека ќе соберам сили да се спремам за таму и веројатно тоа ќе биде и да се пензионирам. Така. Од спорта. Кажи ми како се подготвуваш? Колку време, сега знаеш дека во септември е надпреварот, така? Да. Што земаш, каков данок тоа зема кај тебе? Како се подготвуваш за надпреварот? Данокот е доста голем. Како се подготвувам? Најпрво психички се подготвувам, не почнувам да се спремам, дури не осетам дека веќе можам психички да го издржам тој терет. Се откажуваш буквално од се, како што споменав, од начин на живот, ти се менјават цело секојдневие, дури не знам. Спиеш и се мислиш што ќе биде натака. Се откажуваш од секоја храна, од сите благодети во денешно време. Тренинзите ги правиш 2 пати дневно, кардио, па тежински тренинг, па вечерта имаш пак тежински тренинг, мораш да одспиеш. И сега овде ќе биде малку покомплицирано за спремање, со оглед на тоа дека се занимавам со камионџиска работа. Стануваме рано за да направиш што повеќе тури, за да можеш да покриеш трошоци, али се во свое време. Така. Господ дава сила и се надевам дека ќе успеам да се спремам. Што јадеш за пред да дојдеш на такмичење? Што јадам? Цело време сум на варено. Значи варен ориз, варено пилешко, бифтек варен, риба можеш да јадеш. Се она што е варено е добро. Значи внесувам поиќе протеинска храна за да се зголема мускулната маса, зависно што сакаш да постигнеш. Многу мал внес на јаглехидрати за да се издефинираш подобро и да изгледаш многу подобро. Додатоци во исхраната нормално протеини, амино, она се, како и секој спортист во денешно време. Дури Џоковиќ во еден од надпреварите викаше дајте ми креатина за да мој да успее да го заврши надпреварот и во главном се откажуваш од се, од благо, од тестенини, од глупости такви што зачини, немаш така, никакви никакви зачини, ништо. Да. А колку јадеш, колку оброка имаш на ден? Колку оброка? Обично зависно од тоа колку треба да изедеш. Обично 4 до 5 оброци ми се доволно за да можам да
го поднесам и тренингот со храната, сепак ти треба енергија за 2 тренинзи, тоест 3 тренинзи со си кардио, да можеш и да имаш внес доволен на протеини, да задржиш нешто и другото што е вишекот да го потрошиш и да направиш подобра форма и подобра дефиниција. Временски, колку тоа временски е ограничено? Колку 2-3 месеци пред надпреварот се спремаш, месец дена? Обично, во зависност од тоа како изгледаш претходно, толку и ти треба тебе период за да се припремиш. Порано, кога бев помлад, ми треба можеби 45 дена за да бидам топ спремен. Метаболизмот не е како што бил некогаш и сепак имам 42 години и не работи телото како што работело кога сум бил помлад. Се надевам дека сега за 2,5-3 месеци ќе успеам да извадам добра форма и сепак ќе кажам, тоа ми е во најава во главата моја дека сакам да настапам, а меѓу другото и да си го остварам сонот, ќерка ми моја Ева, која поздравувам, да ја кренам на бина и да успеам. Браво. Убаво е тоа да се види, да се доживее. Како се чувствуваш на денот на надпреварот? Што тогаш правиш, што пиеш, што јадеш кога треба да излезеш на сцена? Тогаш е хорор филм на денот на такмичењето. Последната недела ти е фаза на дехидрација, значи мораш да isfрлиш водата од подкожа, посебно последните 3 дена. И тоа се соочуваш со тие исцапувачки моменти, кај што пример не внесвиш вода, не смеш да внесиш нормална вода, пиеш дестилирана вода за да не се врзи во телото и во мускулите. Мораш да isfрлиш таа што ти била за да бидиш по, што би рекли американци, шредер. И тогаш пред да стигнеш на вагање, мораш да, за да влезеш во категорија, мораш да бидеш како што треба. А после тоа кога ќе помини вагањето и кога ќе влезеш во категорија, можеш да јадеш слободно за да се полни телото и да веќе се вратиш во нормала и да имаш енергија поиќе, тогаш ја внесуваш пример ориз со мед или пример повеќе јагле-хидрати за да телото добие во волумен и мускулите да се вратат во нормала, да речем, да не си исцрпен и испиен толку. Така, излегуваш на сцена, имате тоа спрейтен, така, морате да сте, мора или сакаш? Мора. Мора да си исончан, да изгледаш исончано. Кои критериуми освен тоа треба да ги задоволиш за да излезеш на сцена? Што треба се да изгледаш, исцртани мускули, што треба да завршиш, домашната да си ја напишеш за да излезеш на таа сцена? Обично намерењето сите судии кои ќе судат вечерта или другиот ден кога и да е надпреварот, обично да големите надпревари имат вагање ден пред да бидат надпреварот и е како мини финале, полуфинале да речам, ако не изгледаш ни приближно за да се такмичиш, нема ни да ти дозвола да се качиш таму. Треба да бидеш според мене, значи ја секоја сум гледал да видам што поисцртан, што посразмерен, што поскладен во телото, не нозете да ти застанат, пример, да бидат неравномерни со горниот дел. Исто и бојата доведува до позитивни поени кај судиите. Јас имав проблем таков, имаш некоја боја, таа беше, не знам што се деси со бојата, околу мишките ми се направи како зелен подлив и кој ќе позираш, изгледаше многу грдо на сцена и тука изгубив поени, пример, можеби да беше поинаку ќе бев подобро рангиран, али како што кажав, се зависи од и од тренерот што го води такмичарот и од такмичарот кој настапува на сцена. Дали е задоволен со својата форма, дали не е. А во крајен случај тоа е што е. Ти си работел 2,5-3 месеци за да стигнеш до тука, нема откажување. Како и да изгледаш, мора да застанеш набина, па макар и последен. Тоа ти е. Кажи ми за суплементите. Какви суплементи взимаш кои што се дозволени и дали имаш земено нешто што не е дозволено, забрането? Искрено, дозволени од протеин, од БЦ, од креатин, од трибулоз, од се што може еден спортист да земи, сум земал. И во 21 век без такви суплементи не може спортист да успее. Имаше во теретанава кај мене ракометна федерација беа дојдени и детенце 16 години младинец
се спрема баш за европско или светско, не знам, на припреми беа. И детенцево му рекле од дома му да не земат и ги фрлило в шоја. И му вика тренеров, спакувај коферите и ја се вратиш дома. Ние ти даваме тоа што треба, нешто не треба. Значи немаш тука ти нешто дека ти дават па не смеш да го користиш, Така. него едноставно ти влегвиш во професионализам. И тоа ти е задолжително да мораш да го користиш, за да имаш екстра резултати. А од забранети супстанци имам во еден наврат земено, и то мало, ситно нешто за на Арнолд класика, што пример таму доаѓаат надпреварувачи од превисок ранг, кај што се спремни, издефинирани, немат можност за импровизација, него мораш да бидиш рамо до со најдобрите. Секаш, сега ќе видите вие Да. малце така. Да, малце буст да си дадам. Да. Така што ништо лошо не е ли во тоа? Не, немаш ништо лошо ако е се умерено и со памет, да кажам, земено. А што е со стероидите? Стероидите се сосема друга работа, кој во денешно време зема зама во професионализмот, без кој професионалните бодибилдери не можат, дури и аматерите во последно време не можат, се користат како средство што најбрзо ќе стекнеш резултати. И тоа е најлесно, пример, идат лето, 3 месеци пред лето ќе земите дан за на плажа, сме спремни, шибаме овај цела година се оправил цела зима од вежбање и од пазење на храна, овој идат так 3 месеци завршена работа. Тоа е тоа, дефинирани мускули, тело. Да. Но што е со нозете, нели? Не можеш или се дефинираат и нозете, можеш да ги направиш за Нозете зависно од тоа како тренираш. Во денешно време се помалу и помалу, јас гледам пример дечки што одат во теретана и овде ги забележувам и вчера го искоментирав истото на тренинг. Многу ретко можеш да видиш сразмерен човек. Сите вежбе горниот дел од тело, зашто сите одат не е порано, пример порано одеа на плажа со спидо купачија, сега одат со шорцо и не му е битно како ќе изгледа нозете на крајот. А многу од се денот. битни. За Пола убав изглед. тело. Така. Исто ко на жените кои ќе се навежбат, а жените се поголеми фанатици пример од мажите. То секогаш го кажувам и така е. Жена која ќе замисли нешто да имат или да го постигне, ќе го постигне по секоја цена. Нема сопки. Да. Така е. Кажи ми за твоите тежини што ти ги креваш, кој ти е максимум за да оформиш грб, рамо, бицепс, трицепс, нозе, колку склекови можеш да направиш? Во зависно од тоа, пример, дали се спремам за надпревар или не, обично кој ќе вежбам за одржавање, не вежбам многу со големи килажи, вежбам онолку колку што моето тело да поднеси. А ако ќе се спремам, пример, за надпревар и кој ќе имам исцрпувачки тренинзи, тоа се многу тежини. Пример, за нозе кревам добри 500-600 кила во наши, по 1100-200 пауни по амерички. 500-600 кила на нозе. Да. Аха. А на На грб, На грб? пример, се деша кренам 100 кила, зависно, пак ќе речам дали се спремам или не. Ако немам потреба толку да се форсирам, поубаво е да се заштитам самиот од повреди или од било што. денешниве ги гледав, баш правев некој ресерч за бодибилдериве денес и порано. Порано биле така со рамни стомаци, убаво дефинирани, а денес никако стомакот доаѓа до израз. Така е поголем. Дали е тоа некој нов тренд? Не е нов тренд, како што споменавме, пример, хормонот за раст си го прави своето, обично професионалците го користат и го зимаат. Со хормонот за раст, тој е најздравата работа што некој може да ја користи, ако ја користи во умерени дози. Ќе спомнам пак, дури на дечињата, на новороденчињата му го даваат за ако има проблем со раст и развој, ама меѓу другото, пример, ако го земаш во поголеми дози, растат и органите. Така. За сите завршетоци, да кажам, на телото. И затоа најчесто идат, пример, и мора да внесат многу храна. Тој, ако внесвам јас, пример, ако јадам кило месо во денот за надпревар, тој пијај сигурно по 2-3 кило месо. Леле. Правиме муабет за такмичар што има 150 кила или 200 кила. Мора да го нахрани тоа тело за да веќе и желудникот е мускул, расти и нема враќање, кој ќе почнеш да внесвиш храна, Отиде во само се шири.
Гоце како спортист, сигурно си имал некој како што си сакал да изгледаш како него, некој идол, некој кој што ти бил така предизвик да бидеш рамо до рамо со него. Имаш ли некој таков човек кој што ти било гледало на тоа како ти сакаш да изгледаш? Искрено во моје време Джей Кетлер беше еден од, така да кажам, подобрите. Рони Колман, тие се професионалци на Мистер Олимпија. Со Джей Кетлер имам дури фотографии, во Охајо се сликавме таму. И во тогаш тие беа, да кажам, нормални, понормални од досегашни. Милош Шарчев, мора да споменам, Србино, тој е сега тренер исто на професионалци на Мистер Олимпија и много зафатен, баш го исконтактирав една недела пред да дојдам овде, за да ми биде тренер личен за ако се спремам на Мистер Олимпија. До сега, пример, во животов дури сум се спремал, ми бил само другарчево Иван, тренери Зоки Колевски, морам да споменам, од Демир Хисари, тој ми помогнал доста. И во главном сум се спремал сам, без помош, ама поинаку е кога ќе некој те води тренер и кој ќе знае точно, пример, не се замараш ти што треба да внесиш, едноставно си робот. Прај ова, прај. И завршена работа. И Милош Шарчев е еден од, да кажам, од ретките бодибилдери на времето, со Арнолд Шварценегер, рамо до рамо се такмичели, тој е врвен бодибилдер, сега има доста и е постар, повозрасен. Исто Доријан Јејц е тука, сега баш и со него во Романија, кој имавме надпревар, се видовме, имаше штан негов со негови суплименти. Тие ми биле, да кажам, во животот што сум се водел. Не да бидам колку нив голем, али сум сакал да изгледам приближно барем. Што е со македонските твои колеги, да речеме, имаме и ние бодибилдери кои што на еден или друг начин го прават она како што знаат, умеат, учествуваат на надпревари, ќе споменам, не знам, Тоше Зафиров, Урко, еве од Битола, Пајото, некои такви легенди кои што си се во својот свет бодибилдерски. Со Тоше сум близок пријател и заедно имаме такмичено со Тоше, тој беше на светско првенство во Словенија. Со Пајото се знам, исто имаме такмичено во Битола. Не се сеќавам, мислам беше 2015-16 година. Во Дома на културата се одржаваше, тој го организираше. Со Урко исто сум доста добар пријател и сме поминале многу моменти и дружење и се живо и диво. Тие се посебна генерација, посебна група на луѓе. Пример, Тоше Зафиров е исто во постарата генерација, ќе оставам Урко, Пајото, Бобан Ѓоровски, председателов на нашава бодибилдинг федерација, и него ќе споменам, поздрав и до него. Миле атлета исто. Тие се луѓе што Јовче Василевски, со него сум се такмичил, тој е веќе сега можете има 55-60 години, не ни знам, али тие луѓе беа пример за бодибилдингот и оставија доста луѓе, научија доста луѓе, направија многу за бодибилдингот, посебно председателот на федерација, кај што нашиот бодибилдинг, нашата федерација беше, да кажам, на последно место во Македонија и надвор. Сега веќе се носи со врвни светски федерации. Пример, ќе спомнам Мерија Киевска, пример, таа стана шампионка на светска шампионка, европска, сите награди можни ги зема, сега е трудна со лесно нека и е. Исто така, кои да ги споменам, што оставиле преку Јовче, преку Бобан, преку тие луѓе, напреднали и оставиле белег, да кажам, во бодибилдингот и во спортот. На споредба, бодибилдингот во твое време и сега, со младите генерации, има повеќе заинтересирано сега или тогаш? Според твоето искуство? Има сега повеќе заинтересираност од причина што лесни пари има тука. Не лесни пари да освои лесни пари, него после тој спорт секој станува професионалец, секој станува тренер, инструктор и ред други работи. Ако малку поиќе сакаш да изработиш и да се докажеш, ќе си имаш лесни пари, ќе станеш инструктор дури и без школа.
си настапил на еден надпревар и сега си тераш. Ја знаеш формулата и Да. тераш напред. Немаш никакви инвестиции, немаш ништо, само треба да збориш и толку. Колку си убедлив во тоа. Точно. Да. Гоце си градел кариера во Македонија, во Охрид, еве имаш снимено и спотови, 2, како што знам, имам повеќе. спота. Повеќе со 2. Добро. Имаш и една насловна во Крема магазинот каде што викаш го осигурав моето тело, односно мојот садник. Да. Како изгледа полиса кога осигураш садник? Не, тоа беше малку и излезено од контекст. Да, излезено од контекст. Тоа беше промоцијата на спотот на Елена Велеска, мислам, не знам, или Ирена Велеска. И се погоди таму да бидат водителиве од Крема. А претходно ми побараа изјава и во тоа време бев осигуран од поради како животно осигурање, така. На цело тело осигуран, затоа што тоа го правиш, не дај Боже, од смрт, од било шо. А не дека само и сега тие ме праша дали може да објавиме. Викам објавете што, нека биде читано. Не. Точно. Мене ништо не ми пречи тако е во нормала на границите и на она. И направивме мало да биде и интересно за нив и за читателите и за гледачите и затоа така испадна. Така, значи да разграничиме, се осигура цело тело, не само задникот. Добро. Осигуран си сега уште или не? Да, си така имам осигурање и плюс дополнително што си плаќам придонеси во Македонија и таму сум се уште вработен, јас не сум одјавен, таму се води работен стаж. И знаеш, не знаеш животот до кај може да застане и кај може да те однесе. Така. И кога може да сгасне. Сега во денешно време со новиве болести се тренд и мораш да се заштитиш, барем ако не самиот себе, да не оставиш на фамилијата да се буквално. Градиш кариера во Македонија, како што реков, снимаш, работиш, те има насекаде, успешен си, живееш во Охрид, но се случува нешто што животот ти оди во друга линија, претпоставувам, во насока во која што можеби не си замислувал дека ќе ти се случи. А тоа е љубов. Да. Така? Се случи 2014 да ми одобрат виза, се пријавив на надпревар овдека во Чикаго и ми одобрија виза за Америка. Дојдов тука, се такмичев, освоив второ место и затоа никаде не е објавено, пошто беше друга федерација, NPC, со EFBB, мислам, тие се две посебни федерации кај што меѓусебно не се поврзани. И решив да останам барем 5 месеци да прошетам низ Америка да ја видам. Другарчево Кирчо се викаше, другарчево што во тогашно време се дружев доста многу и ме викат остани ќе прошетам. И окей, сега тој трак драйвер, јас седам цел ден, да кажам, дома до 5 сатот го нема, тој ме само на вежбање, толку викам дај нешто да сработам, да чепнам. И ми викат, имате еден ресторан македонски, ќе тоа не сам таму. Не е битно, му викам, дај џубре ќе фрлам. Нешто направам, досадно ми е збесна. И ме однесе во еден ресторан на еден македонец во Crown Point и таму ја запознав жена ми. Не ја знаев до тогаш, па отпочнавме врска и шлак на тортата беше малата Ева, ќерка ми, доста натрудна Јасмина и се роди Ева. И така, уствари, ми почна мене почетокот во Америка. Сега имав проблеми доста, пример, кога се вратив в Македонија, со глед на тоа дека ја станав собственик на теретана Фитвон во 2012 или 2013 и тогаш нов бизнис, да го оставиш така, да пати тоа она. И решив да се вратам за да средам, да си проложи како што треба, да оставам полномошник, да може да ми ги бркат сите работи. И кога се вратив таму, имав проблем да се вратам повторно назад. Во Америчка амбасада во Скопје не ми дозволија да дојдам во Америка со причина дека сум ги излажал, сум останал подолго, иако се вратив на 5 месеци, не е ни битно. Се вратив овде, тоест жена ми се породи
со Ева. Јас не присуствував, жално, али тоа е Реалноста, живот, да, за жал. и животот тоа го носи. После тоа, после година и пол на првиот роден дојдов од малата и почетоците почнаа тоаш во Америка. И тогаш правев 6 месеци овде 6 Македонија, пошто до 2018 активно се такмичев и скоро секоја година излегував на надпревари и ќе дојдев овде 6 месеци, па Јасмина, жена ми се викат Јасмина, ќе работев овдека нешто, ќе се занимавав 6 месеци, па ќе одев, па пак се враќав и веќе до 2019, не 2018, крајот 19 се изморив од одење напред назад. Реков, мораш да одлучиш нешто да гини, али ете, фала му на Господ. Теретаната си продолжи да работи, сега работи таму внук ми од сестра ми и едно девојче, се грижат доволно, членови има за сите, нормално во секој град има доволно и теретани повеќе, ама и има место за секој. Така, има место под сонцето Да. за секого кога се сака. Да. Сопругата Охриѓанка, Сопругата е стружанка по потекло. Овдека е дојдена, мислам, пред 18 години. така. Останува овдека да работи исто во истиот ресторан кај што бев јас, исто кај што се запознавме. И веќе животот заеднички стартува од тогаш. Госе, кога дојде прв пат Америка на надпревар овде, како ти се виде целата организација околу тој надпревар, за разлика од надпреварите кога си бил низ Европа и Македонија? Организацијски Америка за бодибилдингот е број 1 во светов, можам да кажам, Да. пошто и Мистер Олимпија и Арнолд Класик е главното седиште во Америка. И организацијски за било кој настан, не само за бодибилдинг, кај да поидеш да гледаш е неприкосновено, значи не можеш да споредиш. Во Европа пак, али по, да кажам, балкански земји, Локално што се вика? локално многу сме поназад од сцениве што се организираат. Сепак, пример, нема да ја земам Македонија да речам нека лошо е организацијски се си е во најдобар ред, само ќе кажам ни треба многу, барем малу поиќе пари да биде уште подобро и да се носиме со Европа и со Америка. Со што се соочи кога дојде овде на сцена? Какви се конкуренти имаше? Со каква елита се надпреваруваше? Како ти се виде сето тоа? Искрено, кога дојдов прв пат овде Чикаго, се разочарав. Се разочарав, позитивно се разочарав. Така. Во Европа има доста поспремни момци него Америка. Овдека, ако не си на некое врвно такмичење, друго све е аматеризам. Не чинија. Да, мислам не чини. Секој, пак ќе споменам, секој што барем 2 недели пробал да се спремат за надпревар, знаат која е голготата, знаат која е тежината на сето она, али кој ќе споредиш во Европа или на Арнолд Класик или на било каде, многу голема разлика има. Дури и во народот, пример Америка, јас в теретана да поидиш, различен свет, различен народ, погојазни се соочуваат со поголеми тежини на телото и слично, а пример на Балкан не можеш ти ја видиш толку гојазност кај луѓево или во Европа, секој си се грижи на свој начин за себе. Овдека, пример во Америка и од самиот себе ќе тргнам, сме научени, сме мрзеливи. Од гаража в кола, од кола до маркет, па назад, се тие со кола, немаш ти движење пешки да одиш негде и да бидеш активен. Продавница да си купам леп, тоа да. го нема. Се е подалеку, мора возило, мора со кола, поразлично е. Ама то ние живееме овдека во, да кажам, ево, јас живеам Кран Поинт или Чикаго е многу поразлично во тој поглед, дека можеш да излезиш пешки и да направиш поиќе позбиен е градот, се тие тука примери да одиш пешки, би Њујорк да озеам, сега бевме Њујорк пред неколку месеци и таму ти е све пешки. А овдека ние кај што живееме во Кран Поинт, колата дома, од дома во црква,
во маркети толку е, немаш. Дека се населби, дека така Да. малку се е подалеку, друга е во центарот кога си, друга Ама ако мене ми е побода да си живеам во помирно помирно, место нели? и Потака е релаксирано, да. не е толку стресно, напорно. Како се чувствуваше кога си успел во Охрид, си тераш кариера, и сега треба се да се откажеш, треба да дадеш се на пауза, да дојдеш тука од почеток, и така не си, да речеме, 18-20 години, пак си во така позрели години, каде што секој почеток не е така едноставен, или се? Да. Се осеќав многу тешко, мислам, се осеќав тешко. Не дојдов да се мачам, али кога почнав да работам овде, стартуваш од испод нула. Си стигнал некој ниво кај нас, пример на врвот на својата кариера и идаш овде почнуваш од испод нула. И сега све макотрпна работа. Па ајде, па како дете кој ќе почне да оди го учиш, па ајде, па не треба вака, па да не сгрешиш ова да направиш, па многу луѓе ќе ти зборат и немој ти вака, некои ти зборат за добро, некои за лошо, пошто и народот не е исти. И сега треба да одлучиш ти кај ќе продолжиш, дали ќе трниш по еден пат или по други, пошто нова средина ти е, не се соочуваш со друг менталитет на луѓето, што јас пример кај нас има различен свет и овде различен свет. Тие што се родени и што живеат овде се многу поразлични nego кај нас. Од тие што се дојдени, О, нели? Да. Ја осеќаш таа разлика. о, многу. За тие што збориме за македонците, така, Да, кои што за се родени Македонија. овде и кои што се дојдени. И што се родени и што се дојдени, да кажам, 10 години, 15, се многу поразлични од тие таму во Македонија. Многу, како да се изразам, а да не навредам се, многу растат превисоко од она и забораваат на тоа кај биле или кој биле и што стана. Од каде Оствари истото си ти, истиот човек си овде. Точно. Само што си ги пуштил појке нозете од чергата и мораш да работиш исто кој јас нормално. Да работиш од јутра до сутра за да За чергата да се покрие. така да се покрие чергата и да стигне до негде покраско. Токму така. Како викаш ти, мислам, сите бодибилдери, фитнес инструктори, тоа што јадеш очигледно, тоа си. Храната е 70%, 30% се, нели, вежбите, начинот на движење, пиење вода. Како ти се види тебе храната во однос со Македонија и Америка? Зборуваме колку е тоа квалитетно, каква е храната Македонија, квалитетна овде, квалитетот. Како ти се најде во тој свет со исхраната и со Јас се вкусовите? уште овде не можам да се пројдам со исхранава од причина што пример мене ништо, ама апсолутно ништо не ми е вкусно од оваа храна. Не, Пример, јас се уште јадам цел мој живот јадам варено риз, варено пилешко или печено, не е битно, ако не се спремам можам и да го печам и биф, други вкусови, многу сум тежок за промена на вкусови. И овдека, пример, се јај доста храна со сосови, со такви работи, јас во живот немам пробано ништо такво. благо, не знам, јадат благо, пилешко, со некои Не, сос, преливи, со... па ребра со благо, Да, па да, јас да. во живот такво нешто немам пробано, не ни сакам да пробам. За мене тоа е Се знае. да. Што би рекле на old school, тоа што си е, тоа ќе биде и ќерка ми така ја учам да ја примери дома така готвиме. Ориз, пилешко, биф, риба, немат некои да речам разновидности на масава за да јадеш. Јаде ли гоце паста, пица, некои такви забранети јадења? Јадам. Да? Паста, да. Паста знам често да јадам. Пица јадам на детски веродендени, пошто кој ќе поеме на роденден, Тоа мораш има. пица да јадеш, нема друго. И некогаш и дома знам да си каснам. Јадам, обожавам македонска, пример, храна, пак ќе ја споменам, нашава црковна заедница, секоја недела одиме таму, поздрав и до нашиве отеци, отец Ѓорѓи и отец Александар. Таму најчесто знам да си каснам и кифла, и џомлезе, и сите оние работи што мене ми недостасуваат од Македонија. Пример, таа е наша традиционална храна и не би ја сменил со ништо. Нема замена за Не. американската која. Нема шанси. Год се доаѓа лето.
сите сакаме да изгубиме по некое екстра килце кое што си го носиме. Која е формулата за тоа? Но, формулата имаше еден, често кажуваше, дека поручај ко богат, ручај како скромен човек и вечерај ко сиромав. Значи, таа е тајната. Да избегнеме вечерата да не би висококалорична, доручај го да би, да кажам, ако би покалоричен, на тело му треба да би задоволено со енергетска вредност да може да функционира во текот на целиот ден. И доручокот е еден од најважните работи што му треба на организмот за да може да функционира нормално и да би покалоричен ќе го изгубиш, али ручегот и вечерата стално се складираат и се таложат. Така да барем 35 до 40 минути физичка активност, возење точак, кардио, пример степер, трака или шо и да е во природа да потрчаш, можеш да постигнеш резултат ако повнимаваш со исхрана и со ако додадеш барем малце кардио и физичка активност. Че не се согласуваш со тоа од Сабајле да не се јаде, па руче... Зашто има различни диети, не знам. Добро, тие ти се, да кажам, ново компоновано диети, не јади 12 сати, па јади олку, па не внесви тоа. Едноставна работа ти е најубавата работа што може да постои на светов. Зошто да комплицираме ако немаме потреба? Тело е тоа, немаш ти да му направиш. Да, шок треба да му направиш, ама пример ти шокот направимо го на cheat day, пример во недела. Цела недела ти си го ставила на еден режим и доаѓа ден недела, кај што пример ќе си зацрташ тој ден дека ти е cheat day и телото преку цела недела го ставаш на пост, да кажам. И после тие, да кажам, 6 дена во недела му правиш шок. Внесвиш покалорична храна и веќе тоа не знаат кај се наоѓа. Понеделник пак го ставаш на режим. Веќе пак тој црпитот се надева дека пак ќе му внесиш лоша храна и слично. Работи пута 3 од она што работело претходно. Си има финта, си има техника. Да, секој треба да си го слушат и да го прати телото. Не секогаш, пример, ќе ти кажете ова, прај го, јади ова, или не знам, вежбај ваква вежба, мене нема да ми одговара таа храна, или тебе, или тој додаток не е добар и за мене и за тебе, или тој тренинг не е добар за мене и за тебе. Ако сами не си го слушаме телото и пошто телото ни праќа сигнали и треба само да научиме да го слушаме, тоаш многу е полесно да стигнеш до вистински резултати. Што мислиш за сега оние кои што се на Оземпик, на GLP-1, дозите што ги зимаат за нели помалку да се јаде, па не го губиш апетитот кога ќе дојдеш до тие супстанции, да ги наречам, до тој инсулин? Искрено познавам луѓе што користеле Оземпикот, али ко прекинале повторно се вратила тежината. Тоа е, пак ќе кажам, ако ти не научиш самиот да се раководиш и самиот да си ставиш стоп, нема да јадам, пример го земаш, што си фрлил пари и треба да го почитуваш. Јас имав таков проблем со, да кажам, една ситуација во теретанава, мајка и ќерка, и вежбаме сега и му кажам, тоа беше све бесплатни инструкции од моја страна према нив и му кажам демек му правам режим на исхрана и после 3 недели, 4 ги нема мајкава и ќеркава и се наоѓам на улица Чаршија Охрид и му викаме, добро, демек што се деси, бе, нема на вежбање. Вика, чути крвта на ќерка ми. Како веќе крвта на ќерка ти? Сега прстот си оставам на мене. Јас му давав. А уствари тие, пошто платиле нутриционист, да му кажи што да е, така и ми не го зедува без пари. Тоа е неблагодарноста на народот. Сакаш да му даеш нешто поклон, и тој поклон ќе остави негде, ќе офрли, нема ни да го види, а кај што ги дал парите, мора да го почитуваш тоа. И си дале таму, не знам колку пари, не е ни битно. Викат, бевме на нутриционист и ослабе крвта. Викам, не си крива ти. Крив сум јас, што тебе не ти наплати. Тоа ќе викаше на ќерка ти, мораш да го јаш, зашто плативме пари за ова. Таа е... Така. Значи, се можеме да постигнеме и да си го направиме резултатот да не биде убав и без да потрошиме еден денар по инструктори, по нутриционисти или не знам што,
ако сами си го следиме и си го знаеме телото што треба. Затоа што си работел со нели, луѓе ти доаѓале во теретана, си вежбал со нив, си им пишувал вежби, претпоставувам, Да. си им кажувал како да се искренуваат. Ти се случило ли некоја така драстична промена кај маж, жена, каде што дошле со, да речеме, одредена килажа, се вратиле минус 30, Да. изгубени кила? Често то се дешаваше, пример, луѓе да бидат задоволни и среќни, али ретко кој можеше да издржи со тие тренинзи. Да. Пошто кој ќе ја работата, ја работам со љубов. И цел живот јас го посветив, да кажам, бодибилдингот ми беше втора љубов. И постојано, кој да дојдеш, првично гледав да го запознам каков човек е, како се храни, кои се неговите секојдневија, со што се занимаваат. Обично, пример, доаѓале доктори, адвокати, ред други работи. Сите биле пасивни. За да направиш резултат, многу е лесно на таков човек. Пример, што ќе те послушат, што ќе сакат да го практикуваат тоа што му го даваш, што ќе сакат да внимават на исхраната и на она што му го даваш. Кој поише слуша, мажите или жените? О, жените 100%. Да? О, По принципиелни смени, принципиелни во секој поглед, значи пак ќе напоменам, сакаш да постигнеш резултат, нема човек што мој една жена да ја измести од колосек, да ја речи нема тоа опреш, или да ја застани да не на вежбање, или не знам, нема шанс. Јас 20 години работев со жени и кој ќе, пример, мажи, да кажем, имат сезонски билдери, тие си ги викам јас, пример, пред лето 2-3 месеци вежбати, тие Сега се почнуваат, сезонски билдери, сега вака, да. март, април, мај, И жениве се цела година, 24/7, па и внимаат и на јадење и се. Само што ќе види првите резултати, не ја и се отварат апетитот да бидат уште подобри и уште подобри. Ние мажи сме во тој поглед поуназадени, да кажам. Пример, жениве сакаат долниот дел да му биде така поизразен, понавежбан и слично, а маживе го игнорираме тој дел, се посветвиме горе. И сега горе колку муш, толку е максимумот. Ако не не е посветено Да. 100% цела година, како што Да. тоа може да го прават жените. така. Што мислиш за новите, не се нови, туку ти си она во теретана, така нас прави, што е со пилатесот, кој е твоето мислење за јогата, за аеробикот, за тие таквите други начини кои што многу жени, например, јас сакам, не сум теретана тип. Јас во теретана, јас и теретана не одиме во иста реченица, Да. туку јас и пилатес сакам, аеробик сакам, јога не, ама она пилатесот е она што сакам да го вежбам. Бе, како што напоменав, без разлика каква физичка активност е добра за телото и за да можеш да постигнеш било какви резултати. Пример, јас не знам која година беше организиравме споени во едно For Life се викаше називот и настанот што го организира во Охрид. И има покането, пример, тоа беше идеја да се направи од сите спортови секој ден различен спорт и да биде покрај езеро, пример имаше јога покрај езеро на Кадмо плажава, на плоштад имавме пилат, аеробик, во теретана кај мене, на различни локации, знаеш, и беше многу убав настан. Така. Постојано, секојдневно имаше различна активност и случајни минувачи застануваат да пробаат како е. Едноставно, убаво е да пробаш се, само зависи кај ќе се пронајдеш. Точно. Ако тебе ти е добро пилатес или аеробик, мене може не ми е добро. Ако пробаш поиќе работи, ќе знаеш во која насока дојдеш. Најважно е да не луташ во празно. Сега не бива дваму, па ќе ме разбираш, а обично сите го прават тоа и ова е мој ти, јас можам, па не можеш ти. Не сме сите исти. Според тебе, колку редовно треба да се вежба? Зборуваме за нормален, рекреативен живот, каде што треба да изгледаш нормално, убаво, фино, средено, 2 пати, 3 пати, 4 пати, колку е доволно неделно? Секој ден? 4 до 5 пати е доволно. Така. За одржавање, за така, да изгледаш убаво тониран, да имаш убаво тонирано и извајано тело, да кажам. Пример, 2 пати е ништо. Ти таман си почнал, си ги загреал мускули и си ги оставил. Барем 5 пати, може ти 6 е најдобро, али ете, ако веќе немаш време и 4 пати можеш да го направиш, ама да би
со голем интензитет, а не само да поиш да се прошеташ и толку. Да се сликаш и Поголемиот дел сега во денешни деца, пример по теретани, застани 15 минути прави серија, телефонот земат, гледат Reels, гледат тоа. не, И ти оди чекаш, вежбај така. толку Извежбај е. ги тие 40-45 минути и после сликај Телото се. и мускулите растат со тренинг од 45 минути. Све што е над 45 минути ти само ги гориш мускулите и немаш никаков ефект. Што поиш и со добар интензив, фатиш да си го направиш тренингот кој што треба, после седи прави моја 3 дена ако Сликај се. сакаш, да. Гледа Reels. Да, Океј си. така е. Одиш ли сега во теретана? Вежбаш секој ден? Како сега се одржуваш? Не зборувам за она спремањето за надпреварот, туку така секојдневно како ти се одржаваш. Да, одам постојано во теретана секој ден, со едно другарче Александар. Тој ми е сега како помошник, да речам, и ми дават воља поиќе да вежбаме. Така. И одам и се грижам да го задржам на тонусов на мускуливе со оглед на тоа дека, како што споменав, плановите во иднина се да почнам да се спремам, ама здравје Боже. И што после пензионирање, Гоце, што ќе правиш кога знаеш дека веќе нема да треба да се изложуваш на такви рестриктивни диети, исхрани, како ќе се помириш со тоа? Животот продолжува исто како што и досега. Пример, ево јас од последниот надпревар ми беше 2018 крајот. Ја неам прекинато да вежбам. Значи, животот мој е во тренинг ставен. Телото мој, ако не одам на тренинг, јас се осеќам како прекршен. Ми фали тој сат време да појдам в теретана, да си направам и да не е со, да речам, толку исцрпувачки тренинг, дури да влезам, да излезам, доволно ми е и да сум изморен да појдам, некоја се дешава скапан, уморен, ќе поиш, ќе направиш подобар тренинг него кој ќе си одморен. Ајде малку успоредба. Какви вежбачи се македонците, какви вежбачи се американците според она што сега го гледаш по теретаните? Македонците се за вежбачи, правиме муавет, за користење на справи и ово она се многу поразлични од, да кажам, овдешниот свет. Сега вчера истото го искоментирав теретана. Оде имаш агресивни вежбачи. Пример, немој да ја совлада тежинава, да крени тој кој ќе лупни тегов од овде, онаму цела теретана трештит, јас да вежбам до него срцев удар ќе добиам, а не да поиќе се навикнати и научени да биде виден, да лупни, да тропни, а кај нас има вежбачка култура, како да кажам, пример, си враќаш тегој на место, така сум јас, пример, порастен. Си вежбаш, таа справа е твоја, заврши си ја чистиш си и оставаш тегоите на страна, а оде е сосема друг свет. Не го интересира тој дошол да ти уништи тебе. Исто, да, и странци, пример, кој ќе дојде кај мене в теретана во Охрид, и пример, и да го знаеш. Пример, јас сум дошол овде, сум видел како функционират теретаниве овде. И сега, клупава ја гледаш цела локна од пот остава, ти го враќаш назад, ово не ми вика ти. Не ми вика, ја биден сум Америка, знам како функционира. Зошто тоа го правиш таму, а овде не? Значи, што сме ние подолу од вас. Точно. Така. Да. И за секоја една работа е истото. Пример, овде знаеме да ги почитуваме правилата и се, ако ќе слезиме кај нас Македонија, тоаш мораме да уништиме све и да не кажам да исплюкаме по се живо. Значи сакаш да ми кажеш тука американците си ги чистат справите или не си ги чистат? Поголемиот дел да. Така, се покултурни се си ги покултурни, чистат. али имат и пример, вежбам во две теретани. Во еднава е задолжително мораш да изчистиш, ама нема да те прашат. Дури имат и ротационо светло со сирена, ако ги лупни справиве или теговиве од појке, ти свири 3 пати те опомени и те бркат, немат појке ја влезиш натре. А во другава ти е old school, таму можеш и да се тепаш со теговиве, никој ништо нема да ти рече. Така, значи зависи од нивото на... Зависи и од теретаните, значи не е само од луѓето. А во Македонија имаме култура за чистење на справи, на ставање теговите кои што има местото? Порано имавме проблем, али се учи. Значи, дури животни не ги учиме, ги дресираме и луѓе се учат. Порано имавме проблем доста, ти остаја, пример, посебно за нозе кој ќе вежбаја.
О, човече, тоа беше ужас. Чеклај 300 кила и сега ти треба ме растоиш справа, пошто јас бев вработен во теретана и работев. Браче, 5 души по 300 кила, ја да и растурам, зашо ми е вежбање од денот, ама на крајот веќе е свеста кој ќе го помениш еднаш, два пати, дури него му станви незгодно, ќе рече, чекај, ќе ти помогнам на крај крајава. Така, едната страна да ја растовариш и како и да е. Каде има позгодни луѓе? Америка или Македонија? Според оно што можеш да го видиш. И во делов кај што живееме ние овде во овај дел, Чикаго, Индијана или Њујорк имат Македонија. А по Мајами горе, ако се прошеташ, не можеш да ги споредиш таму луѓето и во Македонија. Значи Македонија има поубави луѓе, Да. позгодни, И побав позадржани. свет, и побав свет свет. се. Реално, пример да не дојдевме ние американци ќе треба да не измислат овде. Точно. Знаеш како, кога бевме Калифорнија пред неколку години, во Лос Анџелес, сите беа убави, сите беа згодни, истонирани тела, трчаат тука, вежба, да ти ја мерак да ги На гледаш. средината те претака. Точно. Затоа еве коментираме дека Калифорнија, Мајами исто. Тука може би дека е малку поладно и Ме ние в село ваму фрлени во во изолација сме. Не морат Изолирани ковид вака. имат, овде ние изолирани сме цело време. така. Кажи ми каде шеташ низ Америка? Каде се си бил? Што се си видел? О, бидени сме во Флорида, пример во Дизниленд неколку пати, Њујорк, Чикаго овде ни е блиску, Детроит, Канада бевме се скоро. Искрено, сакам да шетам, ама времето овдека не ти дава да шеташ. Пример, ако се запрашаме колку време ни треба нас да поиме негде со возење или со авион, не е битно, треба да останеш, пример, 4-5 дена. Ама секој неработен ден овде те кошта дупло. Пример, дупло. Тоа што си таму плаќаш и треба да направиш нешто за кој ќе дојдеш овде да имаш за да платиш. Така. Пементите на сите ни се, да кажам, пример за себе ќе кажам, не за другите, него пементите те притискат. Не можеш да имаш комфорт зона ако не си на работа пример месец дена, нема да одам на работа, не ми е гајде. Али се дори ги имаш тие проблеми, мораш да се мислиш и за едно и за друго и некогаш и да си скратиш и на да поиш на одмор за да бидиш посреќен, да кажам, ете, порелаксиран. Да кажеме дека не е розово овде, дека мора да се работи и дека Никако не е розово. кога имаш, тоа е затоа што си работел многу, не дека така од дрво дошле. Па тие искрено, ако си прва генерација овдека, треба ти бајги да изгини за да остаеш ако сакаш нешто на, ете да кажам, на децата и Точно. на поколение, на поколение не можеш да остаеш ако бил дедо владика, тоа јас ќе бев поп, што вике, ама ете првата генерација гини, може ти втората, па третата да проживеат и пак на нула се враќаш. Точно. Македонија? Ќе одите Македонија ова лето? Да, ова година оиме сами јас и малава, жена ми запиша факултет за медицинска сестра и Мора да учи. тие причини мора да учи и да остане тука. Ќе име ние еден месец да си прошетаме, да си собериме спомени пак. Така. Секој одење таму ние собирање спомени и цела година си ги прераскажуваш тие спомени и се надеваш за следното одење таму. Сака ли Ева да оди Македонија? Убаво е? Да, сака да живее таму. Да? Да, ме имат пукнато да цело време ми збори. Сакам таму, овде не сакам. И ви, начинот на живот. Децава како живеат таму и овде, не можеш да го споредиш. Пример, овде, за да се качи на втор спрат дома со запалена сијалица не се качи, таа, пример, подмориот кај што потекнувам јас, играт гробиштава се тука, таа игра до 1 на полноќ. Леле. И немат страф и сидат дома сама. И ама тоа не дека општеството е наведено, друштвото и местото и моментот Така. се за тоа. И начинот на живот кај нас многу поеќе и пријат него овде. И сега плюс овде рачуне и по школи имаш со новиве, да кажам, да не навредам никој, Pride Night ово она, ги учат и во школи веќе друг правец. Дури во Starbucks да поиш сега
баш имав една ситуација, му искинав таму си искарав таму со таа и јас детево мој јас го воспитувам нормално, да би нормален човек во нормална средина да расти. И се трудам да и укажам и да ја покажам дека тоа не е добро, за да сепак ние во нашата вера, да кажам, си знаеме кој е маж, кој е жена во куќата, нема тука. Што се случи? Како беше инцидентот? Таа ми изреагира, викам, ова може да си оставиш дома ти во твојава детска дневна, во која кај сакаш стави си го. Јас детево мој може да викнеш полиција што сакаш, само ја не сака да го учам детево вака. И ништо не ми направи. Мислам, апсурд е, ти човече сеиш и знаме за тебе има тут прави. Никој не се чувствува, ама за тоа пак ќе кажам, крива е, ајде, не цела држава, мада цела држава е крива, што фрлат пари на некој начин за тие работи. Имаш исто пример, седиш во ресторан, сите украсени за тој месец на тие, сите и само ресторанов кај што себе нема. Тие прашувам келнерката, викам демек што се дешава вака и вака, викат сите земат пари од градов, за да накитат така. Како супорт. Немам потреба ја супорт да правам. И после другата година и тој стави. Мораш ја стави. Значи, ти налага тебе и градот, државата, кај да си. Да речеме, би се вратил Македонија да живееш? Уште утре. Уште утре? О, да. Што те држи тука? Што ме држите? Ме држат неколку работи. Тоа што сакам да оставам нешто за војнина за малава. Можам да кажам и една од причините е само таа. Зашо е амерички државјани и во идни, например, кој ќе порасти, ќе сакат сигурно да дојдат дали на колеџ, дали на било шо. А школството е пример за колеџ овде е доста и признато во целиот свет. И ако имат услови, нормално. Сакам да створам нешто за неја. А уште утре можам да се вратам да ми речат остај сви за мене. Утре. Со две раце потпишувам сега. Одма си одиш? Да. Ма ете, она сака да живеете назад. Зошто не би си отишле да... Веројатно ќе се случи и тоа. Јас сега имам замислено нешто во глава, дека до 45-та година моја ќе работам, после нема да работам ништо. И веројатно ќе се случи, ќе дојде тој момент. Сега и жена ми, пошто студират и сакат да заврши тако школо, мада и работата што ја работи, кај нас ќе биде поплатена него овде, и ќе имаат поиќе клиенти, да кажам, ме разбираш. И се си е заедно, ќе оставам времето да покажи дали ќе биде така или вака. Али во глобала, пример, ни малку не е розево како што изгледат и како, да кажам, наши веко ќе појдат Македонија, најчесто се расправам за тоа. Пробви да му остави слика дека таму ружи цветет, мислам овде ружи цветет, а уствари не е така. Не е така. Значи, секој еден човек знае со што се соочи овде, а лажната слика кој ќе му ја пренесиш кај нас, и кој ќе дојде тој некој од кај нас овде, и кој ќе види дека нема никај да спие, на почеток правиме муабет, ако немат кој да му помогне, кој ќе види колку заработви во месецот и кој ќе ги направи сите математики таму, пример, немал рати за ништо, ни за апартман, ни за кола, ни за ништо, и да овде се соочи со сите тие проблеми. Одмирен и спокоен живот, без стрес, без ништо, доаѓаш во средина кај што тебе цел живот ти е под стрес. И нормално е тебе и болест да те фати и ред други работи, зашто така јас гледам на работите. Мене ми е стресен живот нон-стоп, постојано 24 сати мене ми е под стрес живот. Зашто живеам со брзо темпо, станувам во 1 сабајден за на работа, работам пример некојаш и до 5 поручи. Така. Напорно е. 14-16 сати. Јас Македонија да ги работи в 16 сати, може сега ќе бев ултрамилионер, така е зборот. Да, си генерализираме, нели? Да. Не е розово. Лесно е да се жалиш тие и ваму вас ви е лесно или било како, ама не е ни приближно така како што некои го доживуваат Америка и
Знаеш каков коментар добив кога го почнав овој подкаст и едно девојче ми пишува: "Леле, па сега сите ќе видат преку овој подкаст дека не е овде розово, посебно зборуваше за нејзините родители." Ми вика, конечно сега нашите родители ќе видат дека сликата која што ние им ја прикажуваме дека е розово, не е розово и ќе се соочат со реалноста со која што ние се соочуваме. И баш реков, да, тоа е поентата на овој подкаст, да се видат сите судбини, да се раскажат сите приказни, да се видат сите проблеми, дека не е лесен патот до успехот, дека македонецот поминува низ не така лесен пат за да стигне до она што е денес. Абе така е, јас истото го викам, значи една е реалната слика, друго е ние што ќе представиме таму. А најголемиот дел од иселениците наши што живеат овде, што биле родени овдека, ќе земит пример, истото го правиме и ние Македонија дури живееме. Значи на одмор, со кредитна картица ќе покриеш и овде ќе враќаш исто. Истото и овде. Не е ништо поразлично, со честни исклучоци нормално, пример што некој е добро ситуиран, отворил бизнис, се снашол, му се погодиле неговите 5 минути, му се поклопиле коцките и успеал многу појки. А од друга страна, пример, жално е да е пренесви сликата во Македонија дека овдека не знам што се дешава, дека ние сме, и јас ја можам да ти кажам дека овде имам 5 згради, дека не знам се тепам со пари, али далеко е. Што поскромен човек е многу пово, и појќе би го ценел од тој што би ме излажал или би ми дал лажна слика. Така и за се, пример, кога дојав овдека, благодарение на, ќе споменам Драган Трифуновски, пример, за него почнав да работам камион. Пред тоа, пример, немој вака, немој така да правиш. Се запознав со него и тој ми овозможи да станам камионџија преку него. И сега станав камионџија и ги сватив сите тешкоти и сите маки. Пример, тој си е добро ситуиран. За него и да не пој на работа не му е важно, ама за мене е важно секој еден ден и се молам да не се разболам за да можам да продолжам да работам, да одгледам фамилијата. Кажи ми таа транзиција од фитнес инструктор, бодибилдер, доаѓаш се соочуваш тука со камионите. Никогаш не ми сметало да тоа што го работам јас во животот. Пример, не сум бил секогаш јас бодибилдер. Сум работел и механичар, сум работел и плочкар, и кувар, сум работел, сум се снаоѓал од моја 14 година. Јас од 14 години сум улично дете. Пример, моите родители немале доволно да ми овозможат, ама јас сум се стремел и сум се борел да направам нешто плюс и за себе и за нив. И за, да кажам, мојата фамилија сега. Кој ќе почнеш од тој момент, кај што немаш ништо и се бориш, постојано се бориш да успееш да го грабниш секој ден, како ти е последен, сваќаш, уствари созреваш и сваќаш дека тебе ти е битно само да успееш, да не патиш како што си пател некогаш и детето твое и не знам војни. И секогаш искреноста ми била на прво место и она што сакам да му кажам на народот и на луѓето, пример, кај да сум поводел, секогаш сум реален, никогаш нема да ти излажам да речам овде супер е, па дојди ти, после ќе се тепаме во глава самите заедно јас и ти. Ти беше тешко да положиш за камион? Имаше проблеми, да речеме, со тие некои такви правила овде, голем камион, голема приколица? Не, лесно ги надминав тие правила, јас и тие тешкоти, онма си најдов можност. Македонштината, нормално. Македончето, ако не се не е родено да живее, си се снајдов. Мислам, лесно помина, се беше супер. И почнав одма, ти викам, благодарение на Драган. Све ми беше од него понудено и олеснето, тој ми помогна доста. И нема многу луѓе што ми помогнале во животот кога сум дошол овде напрсти да ги изброиш. Секој пример гледа да те извози на некој начин, да ти ја покаже другата слика. Те замачка маце така. Така. Розови научари да те стави и потоа уживај си убаво, свиркај си. Мисли се ти што ќе праш во иднина. Кажи ми, ти се случило да вежбаш во камион дор возиш? Да сакаш да направиш некој склек така? Искрено, приколици што и носим имат со канестогасе, со тарпа, така затворени и вратава кај што излегвиш е како нормално, како домашниве врати, имат железна имат
место кај што можеш да се фатиш и често имам и видеа кај што си имам снимано и имам вежбано вратило таму. Така, значи возиш конестога, Да. такви тешки товари Тешки, да. за товарење, за нели мора да ги осигураш, мора тоа да биде убаво се врзано. И на кои релации најчесто возиш? Каде возиш? Најчесто возам локал, Гери за Пореч, од Пореч за Иш Чикаго, најчесто тие ги возам, пошто и специфичен трейлер имам. Има многу ексели, многу гуми и забрането ни е према Чикаго да влегвиме со тие трейлери, најчесто возам тој да. Значи секој ден си дома. Да, секој. Не си она да речеш на пат одиш па те нема 3 недели. Не, реков, ако треба да возам такво нешто, се враќам истиот ден Македонија. Така, значи да си дома, да си овде со сопругата, Да со сум дома, да девојчето. се истуширам секој ден, да си седнам на маса, да си јадам со фамилијата, да ми биде тубаво и да не живеам, пример, по бензински пумпи, мислам. Далеку од тоа се, колку и да се мачиш, ако детево не го гледаш ти често, нема смисла животот да живееш понатака. Колку и да ствараш ти за него, си ги потрошил годините на патиштава, не на неа. Значи не ти е тешко да ја одржуваш таа некоја си исхрана која што си ја имаш, затоа што си повеќе дома, мислам повеќе. Да, не Доаѓаш и до в дома. камион си носам јас исто, пример си спремам во ерфраер едно парче бив за на работа, си спремам оривче, банана ќе земам нешто пример за измеѓу како ужинка и се враќам дома пак исто, значи нема промена во начинов на исхрана. И кога ќе одиме и на гости пример, се дешава јас да има ориз и пилешко, јас да дам ориз и пилешко и прасе печено и јагне све да има. Немам такви пример благо носам во торбава за на работа, месец дена седи тоа. Ама го Забораш. носам ради, не дај Боже, шеќер ми паднет или било како да имам да се вратам. И после ќе офрлам, си стопило 5 пати, 10 и земам ново. Видов некој надпревар ќе се одржува во Охрид. Да. За што станува збор? Се одржуваат Херкулес бодибилдинг надпревар, така е наречено, организатор е Бодибилдинг и Фитнес Федерација на Македонија, заедно со Фитформ, со теретанава моја од Охрид и со председателов од федерација, тој е како знаете главен на тој надпревар, Бобан Ѓоровски. И веќе се во завршна фаза, да кажам, надпреварот е во мај. Внук ми исто ќе настапуваат, кој работи за мене во теретанава на тој надпревар. И се надевам дека ќе бидат успешни и дека ќе биде секој човек што ќе дојде задоволен од причина што пример кај да сме оделе се организирало во некој градчиња, пример и Романија се дешавало. Знаеш, немаш По-локални, што да помали. видиш, да, нема што да видиш по а Охрид има доста што да се види за сите такмичари што ќе појдат и воедно и ги повикувам сите да не само такмичари како публика да појдат и да видат што е. Кога се одржува тој надпревар? Мај 12. 12 мислам беше. Не држиме за збор заборев. Така, значи тој викенд? Да, викенд се паѓаат, мислам дека беше 12 или 14, така. Добро. Не, јам изумен. Да отидат сите, да видат за што Да. станува збор. Да појдат, да видат, да уживеат таму во убавињето на градов, на се организирано и хотелски смештај, пример Хотел Тино ги примат сите и такмичари и публика и кои да посакат да појдат со попус, со користење на сите нивни услуги. Општина Охрид исто е како генерален спонзор за тој надпревар и благодарност до градоначалникот што многу вложуваат во спортот во градов како градоначалник и секоја чест до сега ни еден, да кажам, градоначалник не се борел толку за да успеете еден спорт, пример за без разлика кој да е. Вчера се пласира за полуфинале да играат во Европа ИХФ лига ракометариве на Охрид. Значи, Браво. тоа ти е знак дека веќе се оид во нагорна линија. Ако Охрид порано бил слаб во ракомет, Струга била подобра од него и сега веќе е смена Се менуваат работиве на подобро за Да. Охриѓани, така? Така е. Дали сакаш тука во Америка да отвориш твоја теретана? Искуството што го имаш, знаењето да го преточиш овде. Мислиш ли дека тоа би ти било некакво си... Искрено, порано ми работа? беше желба и такви беа плановите. Ама од друга страна, овдека, кога и да потпишиш договор за било што и да потпишиш, значи ти е на 2, 5,
10 години, така, шо и да земаш да ренташ место или било како. Сега, ако отвориш и да биде за една година, ти можеш да ризикуваш да успеш или да не успеш. Ако не успеш, ќе за пример, ќе потрошиш 2-30-50 долари, тие пари за една година може, нема да успеш, ама нема да бидат многу поеќе ако потпишиш на 5 години. Значи мора да го плаќаш тоа, нели? Да. И тоа беше првичната идеја со овој Кирчо, другарчево да отвориме, али од причина што за договорот беше спорно на 5 години сака да ни го направат, иначе до сега ќе имавме отворено. Од друга страна, пример, да кажам, YMCA и теретаниве или кај што вежбам јас се ултра големи, кај што не инвестирал никој, инвестирал некој стар човек, што немало кој да го догледат и тие 35 милиони ги фрлил, направил уба сала и му ги дал на градов да ги користат и е non-profit organization. И немоеш ти ни да се доближиш тука, али, пример, ако некогаш би отворил нешто мало, функционално и да не биде за многу луѓе, него да имаш некоја одбрана клиентела кај што ќе имаш и бенефит и уживање во тоа што ќе го работиш. Ти слободно можеш да работиш и како личен тренер и како оној кој што ќе се грижи за здравието на тие клиенти, да им пишуваш диети, сакаш тоа овде да го работиш? Искрено го работам од време на време, пример поиќе со македонци, што име дечиња што спортуваат нормално, се постојано работев со едно детенце кошарка што тренираат и работевме на издржливост, на пошто е мало и сакаше татко му да направи поиќе за да го прифатат да играт во коледж. И работевме и доста напред на детето и работевме, сега веќе не знам дали е тука или негде настрана е. И со поиќе дечиња имам работено и кејф ми е да работам, а сега не наплаќам. Значи, работам за без пари. Така, од душата. Од душава, од кејфот да си ја направам, да се подсетам на она. Гледајќи ги персоналниве тренери овде како изгледаат, можам доктор да му бидам. Па тоа сакам да ти кажам. Слободно можеш било која теретана да одидеш, каде сакаш, кога сакаш да почнеш да си личен тренер, да пишуваш диети, да се грижиш за здравието, затоа што како ти си се грижел, изгледаш и како тука изгледаате, како што ќе речеш, доктор. Да, не е платена доволно. Пример, ова сега што го работам, камионџиство, е поплатено од да бидам платен на сат. Ме разбираш, тие земет по 25-30 долари на сат. Сега мене не ми е доволно, како што кажав, мене нозе емисиона му чергава. Не ми е Мора чергава да ја да пуштиш така поише. Здраве, ќе поминат неколку години, ќе биде може пово. Така, од ова сега што се дешава, пример за сега и време не време. Сега све е горе, се е оскапено и може би за неколку години ќе се стабилизира ситуацијата, ќе биде полесно за сите. Ама не ти е проблем да ти дојде некој да му напишеш диета, да му кажеш ќе ядеш тоа. Се дешават и сега, пример, ми пишат и на Инстаграм и на од страница во теретанава и сега, пример, го правам тоа, али го правам без да наплатам нешто. Чисто онака за совет. Да, така? За совет и уживам ако некој имат резултати и го направам среќа. Значи нема ни една цена што мој да купи нешто и да плати нешто ако некој направи среќа. Еве, јас ќе си прашам за мене. Не сакам да јадам месо, не јадам месо, јадам само риба и сакам да изгубам 5 килограми. Што треба да јадам? После емисијава ќе ти напишам. Значи, ете, тофу, не знам. Тофу ќе отрниме настрана или други тофи. Само на риба да сум, на сардина? Не, ќе си јадеш се, само не во... А протеин? Можеш да користиш протеин колку сакаш. Така, и протеин, суплемент. И риба можеш да еш колку сакаш, пример, тоа не смета. Добро. Само јагле хидративе благо да се трните од тофито во она и ќе се средиш. За месец дена 10 кила сигурно. Да? Да. Јас, значи, супер. Ти за 15 дена можеш да направиш резултат. 5 кила за 15 дена? Ајде баш да ќе пробам. Ајде, готово. Ветуваме вака. Ќе фрлиме кладба так, фрлена јадицата. Вето, ќе почитувам. Значи, ќе почитувам. Како ќе кажеш така, за 15 дена. Броиме од понеделник до
таму следниот за 2 Договорено, корака. без забушавање се, Не, да значи- ми праќа слики дека Не. од сопругов, што јадењево ти да ми осликаш да ми го праќаш. Имав таков случај. Не. Две сестри беа, една вежба, друга не јода на одмор, една пази на јадење, не вежбата, друга Што вежба, Што вежбат не пази и ми сликат тајниров од сестра и ми го праќат, види ми викат све утра, од теретана само влегла, излегла, се вратила и така една недела беа во Словенија, се враќа, никаков резултат нема, мислам наталожено, не толку многу, ама се осеќа дека не е така, бе, викам што направи, ти го праќав тајниров од сестра. Знаеш, имат секакви работи, затоа ти реков. кажи ми, со какви случаеви си се соочил, со какви клиенти си имал? Те слушале, не те слушале, да, ќе рече жените повеќе слушаат, но вака некои интересни моменти. пикантерии. Секојаш една баш таа ситуација не може да изаводи, идат маж и жена и ми викат жена му, наша застанат јас и повелете што требите и вие сте овде, да, ја викам, јас сум инструктор и вработен овде. Знаеш што ми викат? Маш ми сакам да го направиш некако Шварценегер, како Ван Дам нешто така. Ја застанувам. Сега си правам математика колку тоа време треба да земи за да направи јас Ван Дам, него, а уствари ја не сум Ван Дам направен. И имало и за африканци, мислам би гафо и луѓе идат и барат преку лепогача, ти сега го гледаш, си викаш, не сум ја добра вила со стапче так да ти направам, ајде ти ќе видиш што. Чекај, човеков имаше амбиции да изгледа како Не Ван бе, Дам. какви амбиции, тоа беше демоде. Мислам да не навредам сега, ама Нема врска од Ван Дам, Да. така? Ван Дам за него, само насличи и насличи не можеш ја видиш може. А што е со жените? Ти Да. доаѓаш жена, ти вика сакам да изгледам као... Не, знам, жени Клаудија ме не Шифер. баре да изгледа пример, ама се споредват, да беше вака, ќе беше така, али најчесто пак ќе спомнам, жени се тие што си сакат да го имат кои целиот живот, да кажам, од жени што сакат кормилово да си го име, да го држат и да го возат в бродов, да си течи, така и во фитнесов и во бодибилдингов. Влегви, сакат успех, сакат резултат, го правит, па макар ја на мајка. Да, а што е со бодибилдингот? Жените се подобри во бодибилдинг од мажите? Не, обично, пример, не може да биде подобри, пошто нормално една жена не е... Не мислев за во, нели има категорија жени и категорија мажи. Во категоријата жени, кога се надпреваруваат, подобри се од маживе или? Поиздефинирани се, ама, пример, хормонов, што тие жениве за надпревар користат забранети, секој користи забранети за надпревар, не е ни битно тоа, сега да не навлегуваме друга Добро. тема, и не сакам да зборам многу за тоа. Пример, секоја жена мора да земи забранета субстанца, ама тоа е машки хормон. Така. Така. И сега веќе се деформира. А дека се подобри, не можам да кажам дека се подобри во бодибилдингот, сепак е жена. И не изгледат ни приближно како еден маж што се занимаваат со бодибилдинг и што се надпреварува. Кога жена зима машки хормон, тоа е влијае на во дисбалансот на телото? Да. Прави проблеми на долгорочен план? Прави проблеми на секаков план. Значи, ти стануваш машко едноставно. Што се случува? Растат повеќе И влакна. И влакна, и се деформира, значи ти сигурно имаш видено по списанија како изгледаат жени бодибилдинг, друго е бикини, друго е пример фитнес така, модел, така? велнес и други Да. категории, а друго е бодибилдинг. Та не личи ни на себе. Пример, јас бодибилдер сум цел живот, ја не сакам Бодибилдер Ајде, жена. така. Мислам, нема лезе, не, таа се одредила да би тоа. И секој си се одреди во животот да што сака да би. Се баш кога спомена сакам, не сакам. Цел живот си обкружен со луѓе кои што вежбаат, убави жени околу тебе. Што ти се допадна кај твојата сопруга? Со што те привлече таа? Искрено скромност. Никогаш не сум бил, сега ќе речат луѓе овај забега со паметот, не знае што збори. Не бе оци. Никогаш не сум гледал една жена да изгледа не знам како, па да Значи не ти бил личен, така. битен на Не би било дворешниот? сатисфакција, пример, да морам да бидам со убава жена. Убавината е пролазна работа и телото и изгледот е пролазна работа. Пример, секој може да постигне, сега да не е нормално ептен од другите, ама не е
воглавном, ако една жена нема туба тело, не значи дека нема да има. Се Така. работи, да, може. Ако една жена сега во денешно време пластична хирургија работи и да не е уваќе направет принцеза дека е. Така. И не да кажам никогаш не ми било мерило да бидам со некоја жена што изгледа вау. Да. Да. Да нема така стомачни наредени, да. Да. И никогаш не сум бил со жена што имат мускули на не. Никогаш Не? во животот, да. Зошто? Сум сакал поиќе, не знам, дали ми се досадило од мускули на мене или пример цело време гледаш само мускули, веќе си сакаш едноставно, ко cheat day, пазиш на храна и сакаш да касниш друго, се ти гледаш мускули вамо и сакаш да пробаш нешто друго во животот. И сакаш така по-нормална Да. жена? По... Да. Скромноста е секогаш одлика на секој од нас и зошто да не, пример, не мора да значи сега дека јас да шетам со некоја утра згодна и убава и да се врте проблем си правам во животот, немир во живот. Така, мирен живот. Вака мирен живот. Убаво ти е? Да. А добро, жена како жена, сигурно би те прашала за совет, за трансформација. Те слуша? Кога ќе речеш што треба да јаде и не? Искрено, порано да, сега не. Пример, сега полесно е да си платам негде и да ја дајат исто, пример. Според крв да ја направи за сега, но напредни се сиве луѓе, според крв ти прават диети, според тоа, според тоа. Да. И тоа се дешава, ама мрзата пример на народот општо, не, пример сега само за жените и за мажите. Мрзата е таа што ги враќаат луѓето назад, што не сакаат да направат пример резултати. По мене гледам јас 2 недели, 3 да не појдам в теретана, јас се осеќам дека не сакам поиќе да видам в теретана влезам. Да. Да. Ти прави контраефект. Паузава ти прави контраефект. Сега дури се наканиш, за бодибилдингов е макотрпен спорт. Ти да вежбаш максимално една недела да оставиш, толку е завршило. Пак од почеток треба загреваш мускули, па пак од почеток се како прваче си цело време, up and down, up and down. Напорно е. Да. А според тој труд што го даваш како бодибилдер и таа енергија и нерви, и живци, и психичко и физичко здравје, на крајот од денот се заработува ли од тоа? Како бодибилдер професионално да се занимаваш? Сега во денешно време, да. Сега во денешно време можеш слободно тоа да живееш како гроф. Да, се заработува убаво. Колку чини едно прво место на еден надпревар? Од надпревариве не може ти да очеки пример, сега види, да не мешаме. Ако можеш да заработиш како фитнес инструктор, тренер и ред други работи и да живееш убав живот. Од надпревариве како бодибилдинг се уште не можеме ние да се да кажеме дека можеш да живееш. Значи теден е прв. Значи ко бевме народен класик пример во Шпанија, дојдеа само од Италија и од Шпанија по 250 надпреварувачи. Wow. Значи то 2 земји само, кај сме ние со по 5 што одевме, кај се други пример што дојдеа со по 50. И еден е прв, не може да бидат сите. И сега кој ќе видиш, ти џабе си вежбал ако не си меѓу првите 5. Да. Не можеш да живееш од наградите на бодибилдингов. Сега пример Арнолд Класик стигна највисока цена на што победи од Бразил, му дадоа 700.000. После месец дена уште 300.000 си зеде човекот милион за 2 месеци. Капчето на страна, ќе си вежбаме. Ама него му е рекреација тој спорт. Да, да. Си работи како менаџер во приватен живот. Сега дали ќе продолжи да биде рекреација или ќе биде прва љубов, ќе видиме. Затоа викаме секогаш во денешно време успеве тие што се персонални тренери, што работат на саат, пример со клиенти и обонос, имат групи, ќе ги изработи тие, пример, 5-6 сати, ќе си направи убавдневница, си од дома среќен, не вложи нула во ништо. Пример, тој нема ризик дали справа ќе откажи, нема ризик дали, не знам, вода требало во теретанава или требало чистачки, или имат група од 5-6 луѓе, тој си ги прави паричината и си замени дома среќен. Тоа е, да кажам, позитивната работа во денешно време, што пример сите инструктори можат да живеат од со убава плата. На крајот од денот среќен ли е Гоце овде? Убав ти е животот во Америка? Искрено да ти кажам, ако кажам така дека не ми е убав животов, дека не сум среќен, ќе ме осудат, сепак овде живеам.
се трудам да си го направам среќен животот. А далеку од тоа дека можеш да бидеш среќен, како што спомнавме дека среќен е човек кај што има мир, кај што има убав живот, лагоден живот, без стрес, без некој да ти прави притисок во денот. А овдека е опасит, што би рекли американци. Значи, нон-стоп станви со стрес, со притисок, трчаш по пари, се враќаш, што би рекли во песна, стани си наутро порано, дојде си вечер подоцна, исто и овде. Само што ние од ноќ во ноќ влегви. Али горе-долу, пак, секој си се труди да биде среќен на свој начин. Нормално, на што ти сакаш да ги трошиш твоите пари? Искрено сега не кем на ништо и трошам. Сега не трошам. Сега штедам само. Сега све е скапо, сега си дам до... Нема врска. Си сакам да си се почастам и убаво парче гардерова, си сакам да си појадам и в ресторант, да си јадам нормално. Малава, знаете, реке најчесто во текот на денот 2-3 пати да ми мамне, так сакам ова, сакам оно, и мораш да поиш да земиш, така. И сега 3 работи по во денот, мисли 3-40-50 долари во денот само за неа, ама нема врска, така е. Деца. Да. Нормално. А што е со тетоважите? Имаш неколку тетоважи на тебе? Тетоважи би се, нова цела рака ми е уствари животот од ќерка ми. Така. Доловен, пример, овдека ми е Сатов кога е родена со иницијалите, првото срце, од чуко на срцето, пример името, првото ноџе е овде, ракава кај што ме држи мене, пример кај што се молам Игоре Family пишит за цела, надписот све за неја, пример направен. Посветено за девојчето, за ќерката. И здравје ако имам друго, ќе посветам друга рака на другото. Те слуша ли Ева? Послушна е? Да. Да. Па појќе мене ме слуша него мајка и нормално. Не знам со татковците биле така виките. Не знам по кој пат ќе го речам ова, еве јас имам 2 машки, тоа се со мама, а девојчињата со ми ќерка, ете имам татко, каде што бев и ќерката на тато. Така што таа една љубов е неприкосновена. Девојчињата се со татковците, машките се со мајките. Неам осетено машките како се, али пример за мене неприкосновена љубов, нема нешто помило и пример знајд во моментот како да ме извози да си стигни до она што треба да го имат културно, ама и јас пример кој ќе речам што и да и кажам, само да ја погледнам, не ми пред никаков проблем. А викаш не знаеш како е со машките, нема да ги видиш, затоа што ќе се со мама, да знаеш. Така е. Така што, ете, ти посакувам да те слуша девојчето, што повеќе да е добра, послушна и убава на тато и мама. Гоце, ти благодарам што беше мој гостин. Си кажавме по нешто, си споделивме мислења, да успеш во оно што го сакаш и една теретана овде, ајде, малце за нашиве. Ти благодарам и на поканата, како што реков на почеток, ти благодарам за убавиот пречик, ти благодарам за убавите зборови и се надевам дека ќе отворам и теретана и дека ќе ми се оствари и со оно што го имам замислено. И само напред. Што и да биде, само напред. Фала. Почитувани гледачи, се надам дека уживавте во оваа интересна фитнес, бодибилдерска приказна на мојот денешен гостин, Гоце, и бидете ми така, останете со здравје, гледајте Марија во Америка секоја среда премиерно и како што знаете, подкастот може да го гледате каде сакате и кога сакате на YouTube Марија во Америка. Чао!